Во новиот правилник, што веќе е излезен во службен весник, пропишани се десетина нови начини за ракување и пакување на брашното со цел да се јаде побезбеден производ во кој ќе нема можност да се појават штетни материи. Според правилникот, за да имаме квалитетно и безбедно брашно, амбалажата во која се пакува истото мора да биде обезбедена со пломба. На пакувањето треба да има декларација, а особено внимание се посветува на квалитетот на вреките во кои се пакува брашното. Тие треба да бидат од јута, платно или хартија, а тежината на пакувањето треба да биде од 1 кг до 25 кг. Брашно може да се продава во рефусна состојба само ако за тоа операторот има придружен документ и ако условите за транспорт се на највисоко ниво. Носењето на правилникот во земјава доаѓа во исто време со откривањето афлатоксини во пченката во соседна Србија. Условите за појава на оваа мувла, опасна за здравјето на човекот, се токму несоодветните услови за чување на пченката и брашното. Освен посебен материјал за градба, складиштата во кои одсега ќе се чува брашното мора да имаат систем за регулирање на условите, средства за чистење на силосите и задолжително систем за мерење температура и влажност во секое време. Ако брашното е спакувано во вреки што треба да се остават во складот, тие треба да се редат накрасно и да се остава простор меѓу нив за вентилација. Ова е втор правилник за 2 месеца што ја регулира продажбата на брашно. Со измените минатиот месец, секој трговец со брашно е должен пред да го пушти во промет секое пакување да го означи со контролна марка. Прописите велат дека контролните маркички треба да се видливи и читливи, а при отворање на пакувањето трајно се оштетуваат.